Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, Заев е премиер еден месец, најави економски мерки за справување со последиците од корона кризата, за кои што ги слушнавме вашите критики. Накратко, што би преземале вие во овој прв месец доколку бевте на негово место? Најпрво немаше да дозволиме третиот квартал економијата и граѓаните да останат без било каква поддршка, како што тоа го направи владата на Заев, односно на Спасовски во тој период. Третиот квартал практично граѓаните и стопанството се оставени на милост и немилост. Ниту државата покажа било каков интерес, ниту пак некој било кој друг покажа било каков интерес и затоа ние денеска имаме неколку десетици илјади нови невработени, имаме компании кои што се затворени и практично економија која што колабира. Добро, кои би биле првите мерки кои што вие би ги направиле? Што мислите дека требаше да бидат првите мерки? Најпрво мерките за субвенционирање на платите требаше да продолжат и тоа ние го предложивме кога бевме во техничката влада, потоа изготвивме пределна стратегија која што ја презентиравме и јавно и нашиот тим економски експерти тоа го побара од тогашната техничка влада. Мерките за субвенционирање на платите требаше да продолжат. Друго што нешто освен продолжување на мерката за платите, кои други итни рапидни мерки? Имаше тогаш, мерката која што сега во четвртиот пакет ја применуваат, тоа е мерката каде што доаѓа до нивелирање на данокот на додадена вредност за угостителството како еден од секторите кои што е жестоко погоден од ковид кризата и ќе остане така погоден. Господине Мицкоски, околу меморандумот од Бугарија. Какво е вашето мислење? Што ако се дојде до ситуација да мора да се прифати бугарскиот меморандум за да се напредува кон Европската унија? Би прифатило ли ВМРО ДПМН преговори со Софија? Тоа не е суштинското прашање. Суштинското прашање е како дојдовме да и ова биде услов. Нели ги решивме сите прашања отворени со соседите, нели блескаме, нели дека велевме дека сме за почит, дека се е решено, дека немаме никаков проблем, но сме го слушнале дека вие велите дека Заев е крив зашто ја доведе земјата во оваа ситуација. Која е вашата позиција како на партија, ве прашувам? Заев е виновен по многу работи, но во овој случај имаше јасно подадена рака од опозицијата. И јас тоа го кажав на онаа прва лидерска средба кога практично зборувавме за предвремените парламентарни избори. Тоа беше онаа прва кај Стево Пендаровски кога требаше да се одржат предвремените парламентарни избори на 12 април, значи средбата негде беше после она фијаско на октомврискиот самит на Европскиот совет кога не добивме јасна препорака за опуштување преговори, која што се уште ја немаме, иако е најавувано уште од пред 2 години, но не се. Уште тогаш реков, меморандумот кој што беше производ на парламентот на нашиот источен сосед, да дадеме одговор. И да дадеме одговор со консензус на сите политички партии. На тој начин ние ќе одцртаме нашата позиција, заедничка државна позиција, и тоа практично ќе биде позиција позади која што ќе застанат сите сериозни политички партии кои што имаат своји пратеници во парламентот. Тогаш, од страна на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бев убедуван дека тој документ кој што е изработен во бугарскиот парламент е документ кој што практично служел за мобилизација за локалните избори кај нашиот источен сосед. И денеска сега повторно гледаме една груба манипулација со јавноста, и тоа јавноста треба да го знае, а тоа е дека решението било дека нашиот источен сосед ќе си го чествува Гоце Делчев како нивен, а ние ќе си го чествуваме Гоце Делчев како наш. Па така е сега. Решение е прифатливо за ВМРО. Сега е така ситуацијата. Сега е така ситуацијата. Сега ние го чествуваме Гоце Делчев како македонец, што и е, како човекот кој што се борел за оваа современа македонска држава, кој што е опеан во нашата химна, кој што представува дел од нашиот идентитет. Зошто ние преговараме кога и сега е така, а кај нашиот источен сосед они си го чествуваат како нивен, имаат град Гоце Делчев и така натаму. Што е разликата од сегашната реална фактичка ситуација? Зошто ние сега фингираме разговори ако за ова преговараме? Сега е така. Но целта не е така. Погледајте само последната изјава на еден европратеник кој што доаѓа од редовите на владеачката партија кај нашиот источен сосед и тој ќе ви каже дека не е тоа, дека според нив ваквиот начин
на приоѓање кон ликот и делото на Гоце Делчев представувало фалшлива југословенска историја. Дека требало да се сменат учебниците, дека требало комплетно историјата да се смени. Практично ние треба, прифаќајќи ги преговорите за ликот и делото на Гоце Делчев, како држава, да прифатиме дека сме нација која што постои од 45-та наваму. Па има ли поголемо понижување да преговарате и да велите дека нашите предци, мојата баба, мојот дедо, мојата прабаба, прадедо кои што загинале борејќи се за Македонија, кои што говореле македонски јазик, да го сето тоа поништиме и избришеме затоа што сега некој неспособен политичар го ставил на маса за преговарање. Па што решението да ги прекине Македонија преговорите според вас ако ова е на масата? Во моментот, ако мене лично ме прашате како Христијан Мицкоски, ќе ви дадам одговор дека за Гоце Делчев нема преговарање. За македонскиот јазик нема преговарање. Тоа е завршена работа. Тоа е стекнато право. Гоце Делчев е дел од нашата македонска национална химна, тој е дел од нашиот идентитет. На основа на тој лик ние сме создале држава. Речиси 2,5 месеци по изборите, направивте ли внатрепартиска анализа? Каде изгубивте околу 140.000 гласови во споредба со претходните парламентарни избори во 2016 година и околу 60.000 гласови во споредба со претседателските избори кои што се одржаа неодамна? Па видете, кога се споредуваат две работи, треба да се споредуваат во еднакви услови. Сега, знаете, вие не можете да споредувате кога трчате 800 метра и кога имате трка на 100 метри, да речете првите 100 метра на овие 800 метра ги истрчавте за 4 секунди побавно отколку да трчате на 100 метра трка. Треба да ги споредуваме условите во кои што ВМРО-ДПМН се надпреварува. И јас можам да ги споредувам условите кога ВМРО-ДПМН настапувала на парламентарни избори од позиција на опозиција. Сликата ако настапувате од опозиција на опозиција и на власт во однос на добивањето гласови? Самото тоа што имаме власт која што нема политичка длабочина и широчина, нити мудрост, туку единствениот начин на кој што функционира притисок, закани, уцени и подкуп, ви дава одговор на ова ваше прашање. Не велам дека условите можеби во минатото биле поарни или полоши. Но сега ова што се случи на овие талибански избори, ви дадов пример со измените на изборниот законник, беше катастрофално практично и беше како карактерна особина само една одлика на лошото владење на Зоран Заев. Неколку пати сега во интервјута и претходно споменувате талибански избори, зборувајќи за изборите во Македонија. На последните избори во Авганистан околу 170 луѓе загинаа во ракетни напади дента на изборите, а околу 20 и при напади на самите избирачки места при моментот на гласање. Меѓународните наблюдувачи во Авганистан насилството го препознаваат како многу поголем проблем отколку уцените. Каде вие лично ја гледате сличноста меѓу македонските и талибанските избори? Еве сега ќе ви дадам една споредба, затоа што повторно треба да споредуваме споредливи работи. Претпоставувам и дека и во мирнодопски услови таму, без да има изборен процес, има жртви, поради самата ситуација во државата во која што се наоѓа државата. А кај нас, таков тип на жртви се, да речеме, сите оние кои што денеска се преместени, да речеме, од Елем во Скопје, во Кичево, во Сломе. Па секој ден мора да патуваат 30 на луѓе, 250 километри, за да можат да бидат се уште на работните места и замислете сите тие се некако поврзани со ВМРО-ДПМН, активисти, биле препознаени во кампањата, во штабовите на ВМРО-ДПМН, на штандовите и така натаму. Понатаму, ако политичката пресметка во Авганистан завршува со жртви, кај нас завршува со мобинг и со бркање од работи. Такови се случаевите, да речеме, во МВР, во Министерството за внатрешни работи. Имаме стотици случаи кои што практично значат политички реваншизам, преместувања, деградирања, буквално се погазува она чест која што тие луѓе ја поседуваат во себе. Во меѓувреме се соочувате со барања за промени во вашата партија. Оние кои што бараат ги нарековте мафија на Заев. И Никола Поповски, поранешниот министер за надворешни работи, и Емил Димитриев, поранешниот премиер, упатија јавни барања за промени во партијата. И тие двајца се дел од
овие кои што ги нарекувате мафија? Не, јас реков слуги на мафијата. Слуги на мафијата. Сите спаѓаат А во таа простете, група? не можам да се сложам дека овие двајца последните кои што ги именувавте испратија такви пораки. Напротив, мислам дека тоа беше, ако ги гледате практично посебно на господин Димитриев неговото обраќање, можете лесно да дојдете до заклучок дека кажува сосема спротивно од тоа што се обидува на одреден начин да го дефокусираат определени новинарски прилози. За жал. Така да, овие слугите на мафијата и овие двајца, мислам дека не треба да се ставаат под знак на равенство, бидејќи имаат сосема различни позиции кои што се во насока и слични со позициите на ВМРО-ДПМНЕ. Слугите ќе продолжат да служат. И за крај, господине Мицковски, кога почна случајот Рекет, некаде лани ова време, овде во седиштето на партијата, извадивте папка која што рековте дека сте ја добиле од свиркачи и дека ќе ги објавите документите поврзани со случајот Рекет. Подоцна, по неколку месеци, во интервју за Радио Слободна Европа рековте дека не ги објавувате од тактички причини и дека ќе ги објавите ако не сте задоволни како се води случајот. Рекет заврши. Зошто не ги објавивте документите? Затоа што дел од тие документи беа докази во постапката и ние не сакавме да влијаеме на самата таа постапка. Врз основа на тоа што можевме да го видиме од медиумите, врз основа на тоа што го добивме како информација, најголемиот дел од тие документи веќе во рамките на судската постапка беа опфатени. Не сме задоволни од целосното, би рекол, водење на самата постапка, бидејќи главните нарачатели не се опфатени со таа постапка. Во тие документи има за главните нарачатели кои се? Па има да, во тие документи. Што не ги објавите за да ги дознае јавноста? Па видете, мислам дека два такви аудиоматеријали беа објавени во јавноста, од кои што во едниот аудиоматеријал Зоран Заев вели, кој што беше во рамките на парламентот објавен од страна на еден пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, каде што Лошовски практично е дел од папката? каде што практично Зоран Заев вели дека помагал телевизија на еден од сега веќе првостепено осуден, дека помагале во таа телевизија и дека е целосно запознаен за тоа што работеле со еден бизнисмен и така натаму. Зборувате за аудиоматеријалот што го објави пратеникот Антонио Милошовски. Тоа е дел од тоа што го имаше во папката? Точно, да, и тоа е дел од тоа што не беше опфатено во судската постапка. И вториот материјал исто така еден пратеник поранешен кој што го објави на пресконференција транспарентно, а тоа е како се носат трас судски одлуки и каде што повторно директно се рефлектира и за случајот Рекет. Господине Мицковски, ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.